И нова власт странските фирми се помили од домашните обвинина през ГДУ и побара из државен аршин за сите инвеститори. Ние од ГДУ веруваме дека државата е должна да ги изедначи, дури да ги привилегира домашните компании во инвестирање и зголемување на нивниот економски потенцијал. Апелираме до владата да изготви пакет мерки за помагање на домашните компании за нивна поголема конкурентност со странските. Една од тие мерки е да биде и можноста од 34 слободни парцели во ТИР зоната Штип да им бидат доделени на домашните инвеститори под исти услови како и за странските, а зошто да не и подобри. Така нашите компании нема да се чувствуваат дискриминирани во сопствената држава. И додека на домашните фирми не им се дава шанса, повеќе од 2 години странски инвеститор воопшто и не погледнал кон Штип, а уште помалку инвестирал. Доказ за тоа според ГДУ е празната ТИР зона во која има место за 37 фирми, а работат одва и 3. Како премиерот Заев ќе успее да стигне до ветените 500 евра средна плата, кога неговиот потпредседател Бочварски, како градоначалник, нема привлечено никакви инвестиции во градот? Како владата ќе се бори против невработеноста и сиромаштијата со таков застој во капиталните и отсуство на странските инвестиции? Исто така, дали ќе се примени маѓичниот калкулатор во стилот вие земате 1000 евра плата, ние 0 евра плата. Во просек земаме 500 евра плата. Вие јадете плескавици, а ние јадеме леп. Во просек јадеме сендвичи. Од ГДУ истакнаа дека во нивната економска програма приоритет е стимулирањето на домашните компании и особено малиот и среден бизнис.